Како до компетентни наместо партиски членови. Квалитет наместо квантитет во администрацијата. Прашање за $1.000.000. Во последниот извештај на Европската комисија за напредокот на Македонија се наведува дека стратегијата за реформа на администрацијата 2018-2022 година се одвива со одредено задоцнување. Само дел од планираните активности беа целосно имплементирани. Дали нужните реформи се всушност мртво слово на хартија и се сведува само на декларативна заложба без суштински да се преземе нешто сериозно? Ние сме решителни овие реформи да ги направиме, бидејќи тие се нужни за нашата држава. Нужно е администрацијата да се деполитизира. Знам дека некои мои колеги нема да се согласуват дека имаме администрација која е политизирана, меѓутоа за жал таква е и затоа во некои одредени сектори на администрацијата имаме проблеми во давање добри услуги на граѓаните, имаме институции кои не се транспарентни и работата на експертите и наши и од Европска комисија овие години беше да се констатират тие вакууми, тие проблеми и затоа со новите законски решенија сакаме тие работи да ги подобриме, односно да го направиме администрацијата потранспарентна, деполитизирана, во системот на вработување на вистина да има мерит систем, каде во повеќето од случаите или идеално во секој случај најдобриот кандидат ќе биде избран за одредена работа, така што можам да кажам дека ние сме решителни ова да го правиме. Министре, со законот за реорганизација на администрацијата се предвидува и според вашите најави укинување на одредени институции, но притоа и на отварање на нови институции. Дали всушност е тоа на некој начин оние институции кои ќе згаснат, вработените само ќе ги вдомите во новите институции? Во системот на реорганизација тоа што правиме е, значи, секоја институција да го ставиме под некое министерство. Тоа е прва работа. Втора работа е дека законот за организација на институциите е од 91 година. Значи од тогаш не е апдейтирано, а во меѓувреме сме имале многу други институции кои се додадени. Имаме за жал и институции од кои нема некоја додадена вредност и за кои експертите викат дека треба да се укинат. И тука значи сме решени навистина да ги укинеме институциите кои не се битни значи за државата. Меѓутоа ќе мора некои нови институции да се отворат. Например, ќе ви давам пример, ние као Министерство за информатичко општество и администрација, како што знаете, го имаме и компонентата за дигитализација. За сега ние као министерство креираме политики со тоа што законите за дигитализација се кај нас, меѓутоа исто така и оперативниот дел на дигитализацијата е кај нас. Значи ние имаме платформи кои се употребуваат од многу други институции државни. Идеја е само овој креирање на политики да останува во министерството, овој делот на операционализација на тие политики да биде во Агенција за дигитализација. Министре, енигма е за најголемиот дел од македонските граѓани, не случајно ве прашав во однос на функцијата и улогата на Министерството за политички систем и односи со јавноста. Енигма е, велам, што работи ова министерство. Сега ќе ви дадам еден податок. 9 милиони евра годишно се издобиваат само за плати за 1406 вработени за Министерството за политички систем и односи меѓу заедниците, а професорот од правниот факултет Борче Давидковски со став. Станува збор за вештачко креирано министерство, чиишто вработени се фиктивна творба. Мора да знаеме дека тоа е као реперкусија на тоа што беше секретаријат за рамковен договор и како што знаете, значи претходните влади таму запослија луѓе
и потоа тие треба да се распределат. Тоа што ова министерство го направи последните години, мислам дека е добро, што повеќето од вработените што не можеа да ги распоредат кај нив, ги пратија значи во одредени институции. Меѓутоа, денеска колку вработени имат и дали тоа е доволно или е суфицит, ќе треба значи ресорниот министер да одлучува за тоа. Сепак сте дел од владата и соработувате, претпоставам, Да, мора да бидете упатени што всушност работи. Не, упатен сум, меѓутоа не би сакал значи да констатирам или да бидам во улога значи да ги бранам или да ги критикувам. У таа смисла значи подобро мислам дека или првиот вице-премиер би знаел значи да објаснува или некој во тоа министерство. Не е никаква тајна дека пред речиси четврт век во времето на владењето на ВМРО-ДПМН и тогашниот премиер Љупчо Ѓорѓиевски вдомуваше свој партиски симпатизери во општините. Дали сега всушност повторно ни се повторува историјата со задоволување на партиските апетити на вашите симпатизери, членови? Мислам дека како феномен во нашата држава, за жал, значи тоа постоеше и до некоја мера и денеска постои. Тоа што ние кога велите и денеска тоа постои, кога се договараше... Можам да ви објаснам што подразбирам. Значи, до 2014 ние као држава немавме значи закон за вработените во јавен сектор и закон за административни службеници. Тие се донеса од 2014, од 2015 почна значи со примена, а денеска ние сме во ситуација да ги констатираме слабостите на тие закони. Заради тие ажурирања што ќе ги имаме во овие два закони, имавме јавна расправа нели во понеделник. Поента ми е дека ние и во законската регулатива сме оставиле вакуум кој можеше да се злоупотреби од политичките партии. Да речеме, имаме можност за вработување со авторски договори. И сега тука имаме за жал институции кои имат по 70, по 100 вработени со авторски договори. Мислам тоа е лошо и за тие вработени, бидејќи тие немат никаква сигурност дека може да бидат во тие институции. Кога доаѓат изборите, имаме случаи кога првиот човек на институцијата бара од нив да идат по митинзи и така натаму. Значи ова е лошо и за вработените, а и за институциите кои не може да имат одржливост, бидејќи не се сигурни колку вработени има. Следите тренинг, мој соговорник е Адмир Лити, министер за информатичко општество и администрација. Министре, според новиот така наречен балансер кој вие сте го изработиле во сите министерства, државни и јавни институции, треба да има 57,95% македонци, 31,54% албанци, 4,25% турци. Дали ја преземате улогата на статистичар или продолжува логиката на лицитација кој повеќе ќе изброи и ќе вработи партиски и кадри од албанската или друга етничка заедница? Кога сме кај алатката балансер, мора да пазиме значи во толкувањето. И јас као министер и моето министерство не сме промениле ништо. Методологијата значи постои од 2015 година. Тогашната министерка Марта, значи они имат донесено методологија, а таа методологија вика дека според последниот упис, а тогаш последниот бил од 2002 година, се зема целото население, се става значи во системот и зависно од тоа значи колку е тоталниот број значи на македонци, албанци, турци и други националности што живеат во наша држава, се стават во датабаза и врз основа на тоа значи се употребува алатката во системот на вработување. И мора да кажеме и тука дека системот балансер значи не се коси со мерит процедурата. Значи ние можеме као администрација
да го пазиме мерит системот со тоа што ќе го запослиме најдобриот кандидат. Меѓутоа, од друга страна, ќе мора и као држава да имаме и застапеност на сите заедници, односно да им се дава можност на сите националности да имат аксес да аплицират во институциите. Министре, вие сте дел од владината коалиција, дел сте од партијата Алтернатива. Македонскиот устав, најголемиот дел од албанските партии, велат да, сме за промена на македонскиот устав, но и со барање за отстранување на формулацијата 20% од народот кој го говорат. Што е ставот на Алтернатива? Устав, промена на уставот по секоја цена и зашто вие ќе се залагате? Да, значи ние као држава, знаете, као влада имавме преговори и со Бугарија и со Европска комисија последните месеци и како што знаете, као резултат на тие преговори го почнавме скрининг процесот со Европска унија. Една од работите кои ние ги ветивме као влада или као држава, ако сакате, е дека ние ќе го отвориме уставот и во преамбулата, значи, ќе ги напоменеме заедниците кои живеат во Северна Македонија. Така што, бидејќи сега ако во преамбулата пишува дека Македонија е земја каде живеат македонците и останатите, сега ние ќе треба да пишеме дека во Македонија живеат македонците, албанците, турците и мора да ги спомнеме и бугарите, бидејќи тоа беше значи и барањето од нашите комши од Република Бугарија и ние значи се согласивме као држава за тоа. Значи за да можеме ние да го продолжиме патот за Европска унија, ќе мора да го отвориме уставот, бидејќи ако не го правиме тоа ќе подразбира стопирање на нашиот пат као држава во Европска унија. Сега тука нормално дека повеќето од албанските политички партии, тука спаѓа и Алтернатива, мислиме дека е дојдено време тоа 20% која во албанското општество се перцепира као нешто понижувачко, треба да се смени со зборот албански јазик. И мислиме дека тоа во практика не дека ќе има некоја разлика од тоа што е денеска, меѓутоа не би требало да има проблем тука и државата и нашите сограѓани, значи македонци, ако каде се споменува тоа 20% да биде значи синонимот албански јазик. Министре, ако се отстрани или се застане во однос на барањата на најголемиот дел од албанските партии за отстранување на формулацијата јазикот што го говорат повеќе од 20%, дали тоа ќе значи дека ќе бидеме на повидок ќе биде билингвизација и вовед во федерализација на државата? Не мислам така, бидејќи значи и правниците го кажуваат тоа дека тоа и да се направи денеска во практика ништо нема да се промени. Меѓутоа тоа е како синоним на ова што веќе го има во уставот и мислам дека државата треба да има таков пристап, значи ако една битна заедница во државата бара нешто, а тоа не прави некоја промена, значи во тоа како функционира државата, не треба да се проблематизира истото. И затоа, сега ние, како што знаете, како алтернатива, во сабота, значи, кажавме дека освен ова, ние би сакале, значи, да има и амандамент за антикорупција, односно сите дела што се прават од функционери да не застаруват. Односно, било кога да се констатира дека има некоја корупцијско дело од некој функционер, тоа да може, значи, по истото да се постапи.
За следната недела премиерот Ковачевски најавува лидерска средба. Претпоставам дека вие како коалиционен партнер ќе присуствувате. Што ќе биде барањето на алтернатива или што ќе стави на маса вашиот лидер? Од информациите, значи, што ги имам и од мојот председател Африм Гаши, а и од премиерот, тој состанок ќе биде за да имаме ние као држава широк консензус и сите да разбираме дека најбитното за нашата држава е да се продолжи европскиот пат. Во ред. Да, и мислам дека фокусот ќе биде на тоа. Тоа што но го кажам. првичната реакција од најголемата опозицијска партија беше дека анблок ја отфрлаат иницијативата за средба. Еден од условите за присуство на Мицковски на таа средба е одржување на предвремени парламентарни избори. Дали вие сметате дека може би е време за предвремени парламентарни избори? Мислам дека не е коректно, значи тоа не сум го слушал тоа од лидерот на опозицијата, меѓутоа као држава значи сме во неколку кризи. Енергетска, економска и така натаму, и како што кажа и последен пат и премиерот, не е време за избори сега, значи е време сите да бидеме заедно, оваа криза, значи да го поминеме што полесно. Односно, нашите граѓани што помалце да ги чувствуваат проблемите, значи, од кризите, а знаеме дека ако утре, да речеме, се одлучуваме да одиме на избори, ќе има неколку месеци каде владата не може нормално да функционира и ќе биде многу потешко, значи да најдеме солуции на некои проблеми што се појавуваат од ден на ден во криза. Ова е првата работа. А втора работа е дека ние треба да направиме се као влада и као држава. Знаеме дека за Македонија нема алтернатива освен Европска Унија. И значи ако ние направивме компромис со Република Бугарија и со Европска комисија и сме на добар пат, значи да ги продолжиме преговорите, а продолжување на преговори автоматски подразбира и продолжување на реформите, еве, и во јавна администрација и во многу други сегменти на општеството. Мислам дека сите политички партии треба да бидат значи дел од тоа, освен некои проруски партии што за жал ги има во нашата држава, меѓутоа кога зборуваме за ВМРО и за другите опозицијски партии, а и ние што сме во влада, значи се надевам дека ќе има слух за моментумот и дека сите ќе разбират дека тоа као држава што треба да го направиме, ќе го правиме заеднички. Ви благодарам за гостувањето во емисијата. Благодарам од вас, чест ми беше.